Политички коректни преку глава, викнете тука да ве чуе народ. Па ја викам му... Снимаш? Ето, ајде да се дерем. Ајде, вклучите се. Викавме сите. Па вклучите се у емисија, ајде, сите. Ајде, сите заедно, ајде. Што сега? Svi together. Па влезете у кадар, сакате да ве покажам? Дојдете покажете се еден по еден у емисија, а? И мафнеме на сите. Да бе, вака на Мафнеме на публика. на Сме така, на публиката. Гласови без телни гласови. Ама да го Имаме простор да размислуваат како изгледа режијата. Точно. добро, ама тогаш Иван ова ставите го у емисија, добро? Кој? Ова сега што зборевме, оставете го епизодот. Океј. Добро вечер на сите што не гледаат. Еве вака неконвенционално ќе ја почнеме последната епизода. Таа е 72-та, ако не се лажам, од Cyber Команда. Вкупно, нели, трета сезона, редовно 27:30, сабота навечер. Ова е последната сабота од 24-та година, која што беше многу политички и секако интересна, чудна, нетипична и нели тоа можевте да го видите и во Cyber Команда и во Тешки муавети. Јас сум Филип Петровски. И нели, како што рековме, да ги оставиме гласовите. Сара смета дека треба да го слушате гласот нивен, ама да не знаете како изгледаат. Добро, ќе се држиме до тоа. Инаку ја ги поканив да дојдат од оваа страна, сите што се у екипа, да ги видите. Сара, Иван, Филип, Александра, ама они се одлучија да останат од другата страна. Така што привилегијата е моја да зборувам за нив, а они да слушаат од другата страна на камерата. Еве, Сара сега подагол прави фотки. Тие се тие фотки што ги користам за најава на епизодите. Како и да е, значи добродојавте во последната емисија. Мислев да правам некоја ретроспектива, меѓутоа тоа зима и многу време, а и ќе пропуштевме доста работи од оваа недела. Тогаш најверојатно ќе направиме ретроспективна 100-та емисија. Во 100-та емисија ќе извадиме по минута 2 од сите 100 емисии претходно и таа ќе биде вака, што би рекол гостен професор, доктор, другар, пријател, братучет и најбољи комшија, не само у мало, него цела општина. Робустна емисија ќе направиме број 100. Сега ќе одиме онака по обичајниот терк. Имам доста материјали за вас и мислам дека ќе ви биде интересно. Ќе почнам со К15. Ова не е типично, обично вадиме коментари кои што после ги односно видеа кратки кои што после ги коментирам, ама од реални ситуации. Сега ова не е реална ситуација, К15 многу одамна е снимено, ама па од друга страна као реална ситуација е. Се што ќе видите во овој краток скетч делува како да е извадено без зезање, без заебанција за она што би можело да биде некаква скица за денешниот, вчерашниот, утрешниот северно-македонски необразован политичар. Ама партиски наместен. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во вечерашното издание на нашиот квиз Како да станеш милиардер. Милиардер, значи Вечерва наш гостин и наш учесник во вечерашното издание е господинот Миле Паника. Добро вечер. Добро вечер. И добро дојдовте во нашето студио. Како се чувствувате? И добро ве најдов, прекрасно се чувствувам. Прв пат сум пред камера. Вообичаено е нашите гости да ги прашаме дали имаат трема. Па да ви кажам искрено, да некој дачи малку имам, меѓутоа се надевам дека со ваша помош и со Божи благослов дека тоа ќе биде се да заве до диво. Господине Паника, Обовезно што Божи работите благослов.
Па моментално не работам ништо, бидејќи сега сум на апанажа. А пред тоа? Пред тоа бев на лапанажа. Каде? Државен функционер бев во Не знае каде. зградата кај бивша цека што е тука кај Жабарот. Владата. Влада на Македонија, министер, точно, Да. бев министер во владата. Добро, рекавте сега имате слободно време, предпоставам бидејќи сте на апанажа, со што се занимавате? Па да ви кажам сега, имам доста слободно време. Во изминатиот период имав Ова е најбитното. полуобврски, едноставно нема време за приватен живот, така да сега одлучив Почнал да слободното чита, време да го човек. искористам, да читам книги, тамо каде што застанав практично пред да бидам експлоатиран со работа и едноставно продолжив да читам онаму каде што застанав во златното време. Леле. И што читате сега? Па сега читам моментално ха и 2-3 ах, Волшебното сабарче, Зоки Поки и други дела од класици од Значи, нашиов вечерашен учесник уште еднаш До тука. Ајде кажете дека не е ова реалната слика за најголем дел од македонските политичари. Еве, да не генерализирам, има по некој што има завршено и средно школа и факултет, нели другите си купуваат, ама вака ако скицираме и да овие класици, нели, на македонската хумореска ги погледнеме во едно сериозно црно-бело светло, тоа е скицата на или профилот на било кој пратеник, министер, директорите тие управни одбори, што да ви кажам. Така што, сега што да ја завршим емисијата, фала многу, драги гледачи, ви кажав све за македонските политичари и стварно би било доволно. Меѓутоа, еве, ајде уште малку да искоментираме. Имаме сега видеа реални, а многу слични, да не речам исти, со ова што го гледавме од К15, а направени минатата недела од нашите врвни македонски политички водачи, со грандиозни речници, појава и елоквенција. Така што издржете. Што да ви кажам. Знам дека е нова година, ама издржете. Ќе одиме прво со партизацијата на државните органи и тоа ќе го коментирам видеото после како ќе ви го пуштам, затоа што видеото говори повеќе само за себе. Минатата недела цела македонска јавност знаеше дека Лорета Георгиева ќе биде избрана за нов член на Судскиот совет. А зашто? Затоа што таа е сопруга на човекот кој што е приватно близок со Зоран Заев. Маката да се објасни зошто се постапува на ист начин е нејасно. Ако некогаш отворено се зборувало дека таквиот период е лош и е сведоштво за желбата за контрола, тогаш на ист начин би требало да звучи и аргументацијата за изборот на Данка Аристова у истиот тој судски совет. Да, таа е сопруга на градоначалникот Апсо Ристов, еден исклучително успешен градоначалник во општина Радовиш, но ги отфрлам констатациите во првиот дел од вашето прашање дека продолжуваме со партизација. Најостро се спротивставувам со тоа и таков член со тоа име и презиме во базата на ВМРО да поменем. Најостро се спротивставува затоа што во фотелјата е он сега и тоа што беше партизација која не беше у фотелја, сега кога е у фотелја, тоа не е партизација. Подобро здравје. Македонија повторно твоја, Македонија повторно горда. Освен што не е така. Фотелите повторно нивни, државниот буџет повторно нивен. Кажете ми ако не е така. Еве, имате можност да коментирате на сите социјални мрежи. Кој оди во живо ова видео, кажете што не е точно. Значи, од митинг кога е во опозиција
со напнат глас, треперлив, ќе засипне човекот, ќе го изгуби гласот скроз, енергично внесен, партизација и крај. Истиот случај сега, не, па, они се успешни, они се најостро се спротивставува. Имаше Сарма еден коментар на ова, на Д почнува, ама малце. Ќе ви текне на што мислам. Истото ВД малце и за маржите за оваа така наречена епохална новогодишна кошничка од која што никој ништо не осети. Ама друг бил крив. Лут од тоа што се случи. Уште пред една недела предупредувавме дека инфлацијата во ноември покажува дека се напумпани цените. Од Државниот пазарен инспекторат велеше дека не може да проверува 30 дена пред тоа, пред 15 ноември, иако инфлацијата ноември е 5,7 за прехранбените производи во споредба со истиот месец минатата година. Знаевме дека нешто се случува лошо, односно непредвидено и дека граѓаните плаќаат многу повеќе, но чекавте 7, 8, 9 дена за да се реагира. Дали институциите не предвидоа дека ова се случува на терен, па вие моравте вчера да реагирате така како што реагира? И во контекст на ова прашање кога инспекторите ќе влезат во маркетинг? Да, благодарам на прашањето. Спротивстави се. Ние разговаравме со сите големи супермаркети, со сите сопственици, беа на настан во владата, разговаравме, оставивме добра волја, еве да не биде со би рекол пристап кој што ќе значи ограничување на цени и така натаму, кој што тие велеа дека е непопуларна мерка, еве сакавме да слушнеме од нив на добра волја, картелот што продава, да со добра волја се договарал со него. И тоа се случи. Тоа што некои од нив се служат со трикови, тоа е друга работа. И за тоа ќе има соодветни процедури. И тие процедури трае анализата и тие процедури ќе бидат аплицирани. Тоа што тие мислеа дека ќе не надмудрат на овој начин и си играат со трпението на граѓаните, но и на владата, мислам дека не е добро. И мислам дека треба да си го преиспитаат однесувањето. Затоа што ова не е коректно однесување, посебно пред празници. На ваков начин не треба да се прават големи профити. Затоа што граѓаните очекуваат од нивна страна разбирање и во најмала мерка да биде така како што било, а не најнаш да се зголемуваат цените на одредени продукти. На одредени продукти до 20-25%. Добро, доста е до тука. Како дојде господинот професор доктор Браточет, пријател, најбољи човек у мало, пошироко општина, градот, државата, на Балкан и у Европа, другарот на европската политичка елита, како дојде во ситуација од новогодишна кошничка, нели не смеело да биде божиќна, пошто тоа религиски му звучало на овие неговите фундаменталисти за голема Албанија што работат. Па ајде новогодишна и од новогодишната која што требаше да биде намалена, он сега почна да зборува за 20 до 25% зголемување на продуктите во картелот кој што продава и ги цица граѓаните. Што значи картел? Картел е тоа што го прават големите маркети, се договараат помеѓу себе. Дали сте приметиле дека одредени продукти ги има само во еден од ланците? Тоа е затоа што не сакаат да си прават конкуренција за да не видите дека имаат различна цена. И затоа еден продукт ќе го има во еден од маркетите, ајде да не ги именувам, друг ќе го има во друг, трет во трет, и вие мора да идете таму ваму да се шетате ко утка, за да купите се што ви треба. Горе-доле нема маркет кој што ги има сите продукти, или ако ги има, онда се цените највисоки. Тоа е картел, они се договараат помеѓу себе како да ви ги земат парите што повеќе. И вие од една божична, па да не се наљутат овие главните у владата, новогодишна, дојдете у ситуација, никој не зборува што е поевтинето, него сите зборуваат
колку проценти е поскапено се. Па ако беше тоа целта, благодарам влада на Република Северна Македонија, успешни сте. Трт, мрт, апликација, ова ќе правиме, анализа ќе правиме, пројден ова година. Ефектот е нула. Да не речам под нула, и затоа може би беше добро што почнавме со К-15. Оти К-15 и овие К-16, ја не гледам разлика. Вие гледате ли? А главните у владата и у државата во Северна, нели оваа истата што е да ја зачленуваат сакаат у голема Албанија. Да, овој сега што го гледате тука, Касами, он така слободно збори дека па зашто не трета Албанска република, истовремено е коалициски партнер, истовремено е човек што не го кити тетово 4 години поред за нова година, затоа што е верски фундаменталист. Тоа не е заради заштеда, тоа е затоа што он смета дека тоа е христијански обичај, бидејќи нели они слават во друг ден нова година, односно календарската година кај нив е изместена, сега да не влегувам во објаснување на тоа, си знаете сите, и затоа што ова не е негово, он не кити. Меѓутоа, за тоа во исто време може да одвои 40.000 евра за паралелната Албанска академија на науки и уметности, која што кога ви сервираат наративи, ја минимизираат, не е тоа нешто која невладина организација е, 40.000 евра за... нема врска тоа некоја невладина, тоа приватна журка. Исто беше во 94 година приватна журка Тетовскиот универзитет, па сега не е. И да остане кажано, забележано, тука да оставиме трага, бидејќи нема други показатели на времето, немаме медиуми, неделници, вестници, ништо не се печати. Фала Богу, никој ништо и не ни пишува. Да остане показател дека сме кажале на време. Оваа приватна забава на Касами, фундаменталистот верски и антимакедонецот Касами, си поприма регуларна процедура, добива контури, рамка, како што треба, за да направи тотално паралелен систем на Републиката Северна Македонија во западниот дел на Републиката Северна Македонија, онаму кај што он владее во Република Северна Македонија, која што е да ја направи, како што вели, сака, па и трета Албанска република. Тоа се случува, додека вие гледате таму ве забавлjaат дали лебот и зетинот 2-3 денара, 5 денара плюс минус ке пуштеле они инспекции, вака ќе било, нака ќе било. Верскиот фундаменталист и македономрзец си прави паралелна Албанска академија во Република Северна Македонија. Иако во Ману има членови албанци. Ама не му се покејв и не му е доволно. И зашто да има пола од Ману, кој може да има пола од Ману и уште една цела само за него, за нивните академици. Тоа ви се случува додека се занимавате со Нова година, српски турбофолк, качување по маси, гледање дали ќе уштедите 5-10 денари на некој продукт. Они работат цело време. Овој истиот отвараше улица пред 20 дена со чисто албанска символика. Овој истиот работи цело време посветено антидржавно и антимакедонски. А е во владата. Бидејќи правам едно истражување, пишувам книга за тоа како е променето името од 2018 и 2019 целиот процес. Доста од материјалите имам соберено. Само да ве подсетам дека Гаши,
кој што го гледате тука на слика до Касами, е човек кој што гласаше за името на нашата држава, на мојата, на твојата држава, Република Македонија, да се промени во Република Северна Македонија. Ево овој што е догаши. И после викаат, сами сме си го променили името. Не, ни го промени албанците, србите, ромите. Србите мислам дека не гласаа до душа. Ке видите во книгата. Амди Байрам, овој, оној. На крај ќе искочи дека најмалку македонците го промениле името. Но надежта беше, после 8 мај Македонија повторно твоја. Овие нашиве да го прекинат ова и да ја вратат Македонија. Или барем да го успорат процесот, да удрат некој клип, да се успротивстават. Може би не може да го вратат во еден мандат, ама да кажат, планот ни е, ќе го вратиме. Или, ова ќе го стопираме. Или ова не може да пројде. Овде кавга, овде дебата, овде дискусија. Да му се подкратат или подкастрат ноктите на Касами. Да му се каже, не може паралелна академија и така натаму. Ништо од тоа. Но затоа, додека и за ова зборуваме, они прават нов закон за јавни набавки. И тоа, знаете што? Многу е гениален, тој е прогресивен. Таков закон нема никаде. Кај што има држава, да. Никаде кај што има држава. Затоа што кај што има држава и јавни набавки во цивилизација, секојаш јавните набавки се подложени на проверка од јавноста. Јавно достапни, се знае кој ги прави, кој нарачува, колку троши, кој добил, како добил, зашто добил. Сега, оваа господа овдека, подпишани, Бојан Стојановски, Антонио Милошовски, Драгана Бојковска, Игор Здравковски, Зоранчо Јованчев, Александар Јамалов, Љупчо Пренжов, веројатно дел од овие луѓе не ги ни знаете, што од Македонија повторно горда и твоја се коалицијата, а подпишани у Република Северна Македонија, и во овој предлог 3, 4, 5, 6 пати ја спомнуваат Северна Македонија, а овие добар дел не ги ни знаеме кои се. Имате чувство дека ги знаете сите кои се. Ги знаеме овие мастодонтите по 30 години што се како оној УК-15 цицаат на лапанажа во системот, а другиве се подпишали и они ќе носат закон. Прво верувам дека нити знаат што носат, нити се препознатливи, нити пак се, нели, значајни за системот, но таму кликаат и вие менуваат и на вас судбината. И они носат закон во кој што закон се брише достапноста на јавноста на веб страницата. Значи, податоците за јавните набавки, и тоа во член 1 од законот за јавните набавки, они ги бришат, затоа што се спремаат да создадат законска рамка да биде недопирливо и непознато како оваа структура ќе ги троши милиардите денари, а и евра на државата кои што ќе ги соберат од вас, а за себе, и вие нема да можете никако ни да исконтролирате, ни да проверите, нити да знаете кој добил, ни зашто добил, ни како добил, кои се условите, има ли тука сомнителни набавки, криминали и така натаму. Тоа прават овие од Македонија повторно твоја и Македонија повторно горда. Тоа се случува и за ова никој не зборува, освен нас. Ниједна друга редакција ова не го фати. Се надевам дека ќе предизвика сега јавна дебата и се надевам дека ќе биде јавниот интерес и без силно изразен да се повлечат и да сватат дека ова што го прават е во најмала рака неприфатливо, а исто така, иако е
преточување во законско решение е надвор од памет и е надвор од интересот на секој еден граѓанин во оваа држава. Мора да биде достапно секој денар како се троши. И така прават криминали, ама барем ќе знае дека може некој да ги провери, да пресмета, да спореди и ќе имаат одредени кочници. Вака, крај. Крај. Ќе го гледате Миле Паника. Ама во односните имиња на луѓето што од Зоки Поки читање, ако го читаат и Зоки Поки или децата од Павловата улица, идат во орган, во тело во кое што стискаат дугмиња за 3,5, 4, 5.000 евра плата и ви носат вакви закони. Да, сакав уште ова да ви го истакнам, дека збунети од силината на проблемот околу овие лажните дипломи што ги имаа од Бугарија, исто носат измена во законот за овие луѓе што ќе ги бираат во овие комисии, да не мора да покажуваат дека знаат јазик. Па да, мислам, ако добро го знаат македонскиот или овие што се од кај фундаменталистиве албанскиот, па што мора да знаат за да манипулираат со државните бројки и англиски или германски или француски. Така што пред нас се одвиваат сериозни законски промени кои што според мене ќе доведат до зголемување на корупцијата, зголемување на злоупотреба на државните пари на штета на граѓаните. Значи, бидете свесни дека оваа структура работи на тоа да ги сокрие трагите како ќе ги трошат јавните, државните, вашите пари. Парите што ги собираат од вашите даноци. Што мислам дека е неприфатливо. Тоа е, драги мои. Горе-доле се што спремив, имам уште нешто малце, па ќе ја завршиме оваа новогодишна емисија. За жал, нели, можеше да биде така, да славиме, да пуштаме некој турбофолк, ама ние се определивме и во оваа емисија да ја коментираме темната страна на македонската нормална живеачка, односно целосната контрола на државата, интерферирањето во вашите животи, криењето на тоа како ги трошат вашите пари, а и меѓу другото толерирањето и заташкувањето на сериозни криминали поврзани со крадење на лични податоци, задолжување на граѓани во банки, во штедилници, не знам кај се не, иако дури ни самите не знаат дека тоа им се случува. И од озгора на тоа ќе ве потсетам дека имаше сериозни иницијативи да се застане на пат на извршителите, нотарите кои што брутално, без сериозно известување, без добро утврдена поштенска процедура, блокираат десетици илјади трансакцијски сметки на обични граѓани кои што едва врзуваат крај со крај. Погледнете го ово видео. Ова видео е околу 2 минути. Мощно индикативно е да врвен политички функционер со огромни овластувања, да не речам со стапот во раце, да коментира самиот дека немаме држава и при тоа не е ова скандал и на никој ништо. А десетици илјади граѓани стенкаат под јаремот на блокирани сметки за или фалсификувани позајмици и документи, или за реални позајмици кои што имаат незаконски камати од кои што не можат никако лихварски да се извлечат. Го пријавува случајот во полиција и ние успеваме, можеби не е тоа никаква победа, нажалост, но побрзо од полицијава да го најдеме измамникот. И измамникот на крај на денот да биде уапсен за сосема друга
дело кое е гонет од полицијата и обвинителството. Па некако ми е нелогично како се ние успеавме како новинари, дали е, пак повторно ќе речем, дали е во приоритетот на обичниот градател не е никаков приоритет во оваа држава. Така е. Тоа што го зборите е точно. Така е. Нажалост. Обичниот граѓанин не е никаков приоритет. Што вие имате и капацитети, и човечки ресурси, и добра опрема, и добро светло и така натаму, затоа што ги имате, еве да речем, имате ноу-хау за да може да истражувате и така натаму, и тоа е супер, тоа е за поддршка и за поздрав. Жално е за граѓаните, заради тоа што Министерството за внатрешни работи не можело да одговори соодветно на таков тип на пријава. Според цело на ние што видовме, сите документи кои ги превртевме во однос на измамите со брзи кредити, бидејќи најчесто најрандливата категорија на граѓани се мета на измами, пријавувале во полиција. Ама знаете како, има пријави, а во меѓувреме измамниците мамат нови граѓани. Тоа го зборим и 100% се согласувам со вас во делот на вашата констатација. Ама ова не е проблем кој што е настанат така, случајно. Ова е проблем кој што е настанат заради тоа што нема држава. Нема држава која што се грижи за своите граѓани. Немаме држава. Разбирам, например, видете сликата, првата слика е лажната лична карта, втората слика. Доволно е до тука. Немаме држава. Точно е дека граѓаните се небитни. МВР немало капацитети. Овој човек е година дена министер. Техничка влада беше министер, у преодниот период беше министер и после тоа продолжи да биде министер. Ако не се лажам, негде од јануар-февруар е министер. Година дена си бе господин Панче министер. Година дена си министер. Кој е виновен? Јас ли сум виновен за измамите? Ама ти у година дена тераш политика. Првите средби ги правиш со грчки амбасадор. Ни се закануваш за возачки, ако не ни се со Северна. Се бафташе да правиш пасоши со Северна. Поставуваш корисни идиоти околу тебе на пресконференциите. Тие што се функционери, па ги знаеме. Знаеме кој капацитет го имаат. Велички имало убиства, имало ке има. Газат, палат знамења македонски. Си бил ли на Битпазар да видиш каков арсенал има? Кој е виновен? Јас? Си година дена министер. Колку да чекаме? 2, 3, 5? Тоа е, драги гледачи, тажната реалност за оваа 24-та година. Што Македонија повторно твоја, Македонија повторно горда, беше коалиција која што ви вети она што сакавте да го чуете, а прави она што сака да го направи за себе. Ако на вас ви е убаво, мене ми уште поубаво. Ако вие мислите дека ова од овој муабет, последното видео, до денешната информација дека во Прилеп почнале да издаваат двојазични државјанства на прилепчани, и ако све тоа ви е на вас прифатливо, ако е прифатливо ка сами да не кити затоа што е верски фундаменталист или да прави паралелна Албанска академија на науки и уметности, да зборува за отвореност за голема Албанија, а да ви седи во државен апаратус, ако е прифатливо председател на собрание да е човек што го смени името, ја немам проблем. Сум кажал и во 90-тите, и во првата декада на овој век, и милениум, и во втората, и еве сега во третата. 4 декади го зборам истото. Тоа е проверливо. На мојот YouTube канал или на filipetrovski.mk. Проверливо е. Затоа секојаш вака завршувам. А истото ќе го направам и сега. Никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите. Се надевам дека наредната 25-та година ќе почнете
покритички и потемелно да ги проследувате и да ги ставате под лупа сите оние што ви ги трошат вашите пари, што ве манипулираат со лажни и нарачани текстови, што не ве заштитуваат кога ве плячкаат штедилници, криминалци и така натаму. Се надевам дека вие ќе постанете за он политикон или она суштество, мислечко битие, низ политичка призма, кој што ќе има став остар, критичен према сите оние што ја практицираат фотелјата, функцијата, кој што рече Миле, лапанажата, да, лапанажа по 30-40 евра годишно, а во ваше име. Ако сум сгрешил, нека биде како што беше и до сега. Се гледаме наредната година.